Денеска околу 11 часот на крстосницата Дујле во Штип се случи сообраќајна несреќа помеѓу два автомобили со марка Peugeot во бела боја и неофицијално автомобил Volkswagen. За среќа, незгодата помина само со материјална штета. Оваа крстосница во Штип се смета како црна точка каде се има случајно повеќе сообраќајни несреќи. Најчестите причини за случување на незгоди се сведуваат на сообраќајната некултура на учесниците во сообраќајот, како и недоволната информираност за правилата и прописите согласно законот, вели Роберто Рогожарски, председател при Општински совет за безбедност на сообраќајот. Тоа се однесува до критични места во градот. Ги има многу. Факт е дека дел од улиците веќе се застарени, сообраќајот по нив се одвива во мощне лоши услови со изабени асфалтни површини. Штип е карактеристичен со мали тесни улички кои го поврзуваат со главните улици, така да поголем дел од нив веќе се во дотрајана состојба. Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот знаат да излезат на терен со соодветни решенија за намалување на грешките кај самите учесници на сообраќајот. Апелот од наша страна почесто беше дека подхитно е потребно на сите сообраќајници да се направат сообраќајни проекти, во кои сообраќајни проекти ќе се содржат начинот на одвивање на сообраќајот, брзините со кои ќе се одвива сообраќајот. Со решение за нормализирање на сообраќајот токму кај крстосницата Дујле, директорот на јавното предпријатие за патишта Стипион, Тони Јовев, за Канал Плюс телевизија изјави дека веќе имаат изготвено проекција за изградба на турбо кружен тек. Ваков кружен тек има само во Скопје близу католичката црква. Од Стипион вела дека доколку локалната самоуправа на општина Штип дадат согласно за изградба на ваков тек, тие се подготвени за негова реализација. Како место каде се имаат случајно повеќе сообраќајни инциденти е и булеварот Гоце Делчев, каде неодамна имаше верижен судир во кој беа повредени пешаци при минувањето на пешачки премин.